Колега Сали, вие сега за целиот буџет за кој што зборувате, сега проблемот е ова како што го истакнувате, само едно вработување во Радовиш. Тоа ли е проблемот во целиот буџет? Ема сега сега го зборувавте, еве пример да дадете еден. Јас ви кажувам за руралниот развој за кој што зборувавте. Во 2025 150 милиони денари предвидени, во 2026 650 милиони денари предвидени. Основата некоја за кој што реално се однесуваше коментарот за буџетот и каде да се бараат средства, еве ви ги. Тоа ви е одговор на вашето прашање. А јас навистина ви кажувам дека нема потреба да навлегуваме во одговарање на тезите на кои што вие сега во моментот сакате да ги коментирате и да ги зборувате. Таман работа, ако ние дозволиме во македонското општество етнички да го правиме буџетот, како што вие до сега зборувате, па тоа го нема никаде, тоа е катастрофа. Тоа е катастрофа. И јас не очекувам од човек, како што се вие, кој што зборува за некаков европски пат, кој што зборува за европски вредности, кој што во минатото бил председател на Уставниот суд, вака да зборува за буџетот. Тоа е поразително. Тоа е поразително и недозволиво. Јас разбирам вие сега да кажете во првиот дел од вашата дискусија, кај што зборувате, требало да има средства вакви, дека буџетот, не знам, според вашето мислење бил нереален, не можел да се оствари, на расходната ставка имал повеќе отколку што имал на приходната ставка. Тоа е во ред. Тоа е една нормална дискусија за буџет и ние таму можеме да ги сочиме нашите аргументи. Но не можеме да соочуваме аргументи при вашите барања со процентуални градења на буџет. Тоа нема врска со Европа, тоа нема врска со малцински права. Никакви. И тоа е недозволиво. И јас затоа реагирав. А единственото нешто за кое што реално кажавте цифри за руралниот развој, ви кажав каде можете да ги побарате и дека конкретната ставка е за 333% зголемена во однос на буџетот 2025. Значи, државата за тоа размислувала, Министерството за финансии за тоа размислувало, владата за тоа размислувала и затоа во таа ставка во која што вие конкретно се повикавте, имаме енормно зголемување на средствата. Ви благодарам. Контрареплика.